Прв трейлер за новата сезона на Stranger Things. Тој водки од новите актери кои што ги глумат карактерите во новата Хари Потер серија и конечно ги дознавме актерите кои што ги глумат Линк и Зелда во филмот Легендата на Зелда. Добре дојдовте во Гиковски неделник со Марио, на дебели гикови, возможено златен да. Оваа недела се случија премногу работи, така да овие вести ќе бидат ептено на флеш ньюз, така да ќе почнеме со главното. А тоа е што добив фотографии од актерите кои што ги глумат карактерите во новата Хари Потер серија на HBO. Новиот актер кој што го глуми малиот Хари Потер изгледа феноменално. Дали сите ќе заборават на Даниел Радклиф? Конечно, после толку време чекање, конечно добивме трейлер за Stranger Things сезона 5. Трейлерот изгледа феноменално, има многу добри моменти, но има и малку тажни моменти. Ова е сезона што дефинитивно сите ја чекаме и изгледа ќе биде многу добар крај за серија. Добивме постер за новиот Supergirl филм, кој што всушност карактерот беше најавен на крајот Супермен филмот. Спойлер за тие што не го гледале. И дефинитивно сите се заљубивме кога ја видовме Мили Алкок на крај. Се сеќавате на Саша Кел од Флеш филмот? Не, така? Ниту не јас. Го добивме трейлерот за филмот Mortal Kombat 2, кој што реално изгледа и многу лошо и многу добро во ист момент, но реално изгледа многу лошо. Цел трейлер доминира со Џони Кейдж кој изгледа реално многу лошо. Лутете се, ама стварно изгледа тапа. А тоа што не изгледа лошо е што ги добивме актерите кои што ги глумат Линк и Зелда во филмот Легендата на Зелда. Се работи за актерите Боб Браксон и Еван Айнсфорд, кои што реално се многу млади актери и нема ништо големо да се направено, но сепак ги чека интересна и голема кариера пред нив. Интересно е што се одржа аукција каде што се продаваше хефталицата која што уништи илјадници Nintendo Switch 2. Али за среќа овој Switch 2 преживеа, иако на аукцијата хефталицата се продаде за $250,000. Па дали сте нормални? И како за крај сакаме да ви известиме за меморијален гейминг турнир кој што се вика Никола Поповски Ниџо, каде што ќе се играат многу различни игри и сите детали може да ги дознаете на Instagram профилите како што се Пагода и многу други. Дефинитивно ова беа флеш ньюз, бидејќи имаше многу, а уште доста не се кажа бидејќи толку имаме време, но сепак знаете како се завршува неделата и викенд си зимате златен даб. На здравје, дечки.